Стариот кабинет во последен клинч со новиот кормилар на владата. Опозиционерот Лога против мандатарот Мицковски. Министерот за правда на крајот од мандатот и конечно ги објави предлозите на македонските експерти околу новиот модел за избор и надлежности на судскиот совет. Пред речиси една година во Скопје беше европски тим за евалуација на постапките и критериумите, пошто ни понудија пакет за промени во модел за приоритети на најважното тело за избор и разрешување на суди. Кој како да ги избира делителите на правдата во Македонија? Колку е компетентен судскиот совет и советот на јавни обвинители? Во вечерашното издание на Тренинг соговорник ќе биде Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Врховниот суд, поранешна судика во Уставниот суд, дел, односно 9 години беше дел од Европскиот суд во Страсбург. Добро дојдовте во емисијата. Благодарам. Според ова првична моја најава, можеби првото прашање ќе звучи вулгарно и ќе го вулгаризирам до степен дали се бараат сушност се докоси возрастни авторитети со минимум 20 години работен стаж и искуство, кои ќе имаат авторитет до тој степен да може да избираат и разрешуваат суди според критериум кои го бараат европските институции. Факт е дека со години на назад, не само од овој состав на судскиот совет, меѓутоа години на назад, судскиот совет беше посочуван како најважен, најзначаен сегмент од правосудниот систем кој треба да биде гарантор на независноста и непристрасноста на судовите и на судиите. И постои потреба од измени. Ние видовме дека уште од декември 2022 година самиот судски совет како да почна да се самораспушта на некој начин со постапките и со се што следуваше после тоа. И доаѓањето на оценската мисија всушност ги детектира слабостите, проблемите на функционирањето пред се на судскиот совет, но еднакво и на советот на јавни обвинители. Тоа се тела кои што влијаат и на угледот и на интегритетот на судството, бидејќи од надвор, ако телото кое треба да биде само регулаторно, административно тело на судството не може да се уреди самото себе, има проблеми. Кај нас проблемите кои што ги детектираше оценската мисија се во законската рамка, таа мора да се подобри, да се смени, меѓутоа и некои од предлозите кои тие ги дадоа одат и во посуштински реформи, и тие упатуваат не само на измени на законот, тие упатуваат и на уставни амандмани. Со промената на власта се отвара дилемата и се отвори идејата која промовира мандатарот за состав на владата за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Како вие гледате околу оваа можност која се најавува? Упадот во мандат на тело како што е судскиот совет не може да се изврши лесно преку закон. Значи, моделот на судскиот совет, мандатот на членовите на судскиот совет, утврдени се со уставот, поточно со двата уставни амандмани кои следеа во 2001 и 2005 година. Значи, мандатот, составот, структурата на судскиот совет како модел е уставно утврдена. И затоа велам, за да се влезе во таква промена, како што се најавува во време на кампањата на новата влада која треба да дојде, мора да се влезе и во уставни амандмани. Госпоѓа Лазарова, дали ни е потребен, треба да се стави крај на праксата на доживотен или траен мандат на судиите и обвинителите? На судиите изборот на тоа што вие го велите доживотен мандат или јас би рекла мандат од кариера не е некаква наша определба државна, таа е предмет на регулативи, на директиви на Европската Унија, исто така и посебни експертски тела во Советот на Европа како гарантор на независноста и на непристрасноста на судиите.
го врзуваат со мандатот. Мандатот е важен. И овде не се работи за доживотен мандат како што имаат судиите на Врховниот суд во Соединетите Американски држави, туку се работи за мандат врзан со работен век кој што е регулиран со специјалните закони во однос на должината на работниот век и кој по мене треба наместо со досегашните решенија со лекс генералис да се влезе во законот за судови. Мандатот не е проблем, тој е гарант. Меѓутоа, селекцијата на судиите го детерминира составот на судството. Дали ќе имаме судии со интегритет или без интегритет, важна е првичната селекција при приемот во Академијата за обука и тренинг на судиите. Во однос на Академијата, дали тука гледате дека Академијата на некој начин потврли околу изборот и начинот на кој беа избрани дел од кандидатите? Па тоа е вториот дел од, така да кажам, од двата главни филтри кои на неколку пати потврли при изборот на кандидатите. И кога се зборува за Академијата, перцепцијата е за судството. И преку Академијата се гради или не се гради углед на судството. Дотолку повеќе што во Академијата седат и суди во управниот одбор на Академијата. Значи, тие можат да влијаат на поставеноста на Академијата. Нашиот концепт на Академијата, кога таа се формираше пред повеќе од 20 години, беше поврзан со концептот на Академијата за обука на суди и обвинители во Република Франција. Но, за жал, филтерот на прочистување на новите кандидати на неколку пати потврди во пракса. И тоа створи слика која што не беше баш, не оставаше впечаток на објективност во приемот на кандидатите. Дали недовербата во правосудниот систем треба исклучиво вината да се бара кај делителите на правдата и обвинителите? Каде е изворот на ниската доверба во правосудството? Веќе, јас би рекла, повеќе од 20 години, повеќе од 2 децении, вината се бара во судството и за грешки на законодавецот, и за грешки на извршната власт, и за системски грешки на останатите институции. Падот на интегритетот на судството е системска работа и градењето на интегритетот на судството е секако работа и на самите суди, преку одлуките, преку појавноста. Ние велиме правдата треба да биде видливо изречена, не само изречена. Меѓутоа, во добар дел судиите и судовите, особено во кривичните постапки, зависат од тоа што ќе се работи претходно во истрага јавниот обвинител. Каков предмет ќе подготви јавниот обвинител за да може да постапува судијата? Се фокусирам сега на кривичните постапки, бидејќи тие беа најчесто во фокусот на јавноста. За жал, многу малку се прави аналитичко пристапување кон работата на судиите, многу малку анализа се прави на структурата на предметите кои проаѓаат низ судовите. Судовите не се занимаваат само со политичари, судиите не судат само предмети поврзани со некакви поврзаности од политичка природа со корупција и така натаму. Судиите судат многу потешки предмети од овие, кои покажуваат една слика која не е многу пријатна за едно општество во кое културата на насилство, растечкиот број на висок криминал, меѓу него и организираниот криминал поврзан со корупцијата е присутен. Во делот на корупцијата, криминалот, неказнивоста, ние имаме случаи, судски предмети кои свесно се држат долго време во фиока со цел тие да застарат. Дали оваа политика на неказнивост, особено кај дел од вашите колеги, им остава простор за нивно договарање, преговарање? Препознавате ли некаков
некаква спрега помеѓу извршната, судската власт, бизнис елитите? Па тоа се констатации кои што провејуваат низ извештаите на Европската комисија, јасни констатации во извештајот на State Departmentот, секако дека се препознаени и дека се видливи. Прашањето е на справување со Како да се скрати тој ситуации. синџир? Како да се скрати, бидејќи синџирот не започнува и не завршува со обвинителството и судството. Тој е многу поширок, многу подолг како синџир. И секоја од тие алки е цврсто зграбена кон другата алка. Ние мораме да покажеме во тој дел капацитет за справување, бидејќи кога зборувате за синџир поврзан меѓу судиите, обвинителите, надворешни фактори од типот на бизнисмени, политичари и други групи кои имаат интерес за одолговлекување на постапките и во кривичните постапки за неказнивост, тоа подразбира пресекување на најжилавите алки во тој систем. И ова е работа за органите на прогонот, ова е работа за полицијата, за финансиската полиција, ова е работа за управата за приходи. Оти на крајот на денот, сето тоа води кон некаква добивка, како велат, следете ги парите за да го откриете крадецот во таквата ситуација, за да го откриете куколјот во житото. Денове се отвори постапка против судија од Врховниот суд, со тезата која е веројатно препознаена и јавно позната дека имаме непотизам, клиентелизам. Како е возможно судија на Врховен суд да си дозволи таков луксус? Па имате негова сопруга која што е обвинителка, неговиот син кој е исто така судија. Фали уште адвокати. Дали во ваков сооднос може да говориме за правилно постапување, судење врз основа на докази? Овој конкретен предмет, вие знаете, во постапка на истрага и нема да го коментираме. Јас би зборувала за поврзаностите на судиите со обвинители, со адвокати кои се составен дел на нивното семејство. Македонија е мала земја и ние имаме такви семејства каде што и брачните партнери се во правосудниот систем, меѓутоа и нивните деца тргнуваат по нивните стапки. И тоа не е невообичаено. Тоа се среќава и во другите земји, меѓутоа постојат системски решенија како да се надмине тоа умрежување, тој непотизам или поврзаност. Например, бидејќи ние тргаме по моделот на кариерен систем сличен на овој во Франција, по завршувањето на академијата, ако синот или ќерката на судијата влегува веќе во таа професија, никако не треба да бидат пред се распоредени во истото, например, апелационо подрачје. Но во Франција има еден друг систем. Таму вие не можете да се вратите да работите во градот од кај што потекнувате. Најдобрите студенти на Академијата за суди и обвинители одат во централното подрачје, во Париз и во овој дел на околу Париз, бидејќи тоа е најпосакуваниот дел за работа во правосудните институции. Другите се распоредуваат во сосема други делови, во сосема други градови на државата и за време на нивната кариера тие може да бараат преместување во друг град, меѓутоа дури некаде при крајот на кариерата може да се вратат од местото од каде што потекнуваат. Кај нас имаме еден обратен систем, или се сите концентрирани во едно место, па тука ќе ги сретнете во различните правосудни институции, или пак сите бараат да бидат во Скопје, во двата основни судови во Скопје. Госпожа Лазарова Трајковска, ќе бидам многу директен. Дали негативната перцепција ја лоцирате пред се во Академијата и Судскиот совет? Тоа не е мое сознание, така е поставен системот. Првиот филтер кој што ги пропушта новите судии, вториот филтер кој што учествува во надградувањето на судиите во кариерата, кој што
прави селекција кој од основните судови ќе оди во апелација и кој во врховен. Тоа се двата главни столба кои што треба да помогнат за градење и подобрување на интегритетот на судството. Меѓу нив се судиите со својот личен интегритет и со својата работа. Токму така. Тие се двете институции, главни, и тие се институциите на кои што реформата мора да биде фокусирана. Следите тренинг, гостин во емисијата, госпоја Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Врховниот суд, долгогодишна судика беше во Европскиот суд во Страсбург, поранешна судика во Уставниот суд. Госпоја Лазарова денове беше избран новиот претседател на Уставниот суд, бевте дел од Уставниот суд. Константиновски сугерира дека Уставниот суд ќе направи длабински реформи и ќе иницира, односно самиот Уставен суд ќе иницира постапки кои треба да се отворат, без да чека некој друг да им дошепне. Што е вашиот став? Зошто Уставниот суд, или може ќе го преформулираме прашањето, дали Уставниот суд и Врховниот суд се дел исто така од оваа лоша слика за состојбите во македонскиот правосуден систем? Правосудниот систем е една целина. Вие не можете да се фокусирате на еден суд, да кажете тој допринесе, или пак да ги амнестирате судовите уставен или врховен. Ние сите допринесуваме за сликата на судството. Ако ги погледнете резултатите на Врховниот суд за минатата година, вие ќе видите и со така намалениот број на суди, Врховниот суд е ажурен суд. Меѓутоа, тоа изискува енормно многу енергија и големи напори. Меѓутоа, целата слика, кога се пишуваат извештаите на меѓународните организации, целата слика се гради на правосудниот систем како целина. И него сочинуваат само судовите, па тука се и адвокатите, овде е и државниот правобранител, овде е и народниот правобранител како институции кои што се поврзани со правосудството. Веќе ги спомнавме двете клучни институции. Тоа е една целина од која никој не може да се повлече или да се амнестира. Најавите на новиот претседател на Уставен суд за мене се важни. Јас силно ги поддржувам овие напори на Уставниот суд да се реформира. Некои работи може да се направат и надвор од легислативни промени во форма на амандмани. Дури и често пати се зборува дека недостасува закон за Уставен суд. Па и со деловник на Уставен суд може да функционира Уставниот суд, затоа што и тој му дава можност, како што најави председателот, понекогаш само иницијативно да отпочне постапка за оценка на противуставен закон или противуставен правилник. Тоа некој може да каже дека е некаков судиски активизам, ама ајде да видиме и еден Уставен суд каде што и судскиот активизам ќе дојде на површина. Од друга страна, овој суд е некако на страна од редовното судство и, како што реков, на уставната жалба ќе биде начин, ќе биде форма тој да се занимава со аспектите на правичното судење пред тие да одат пред меѓународен суд. Во 2017 година ваша изјава велите Врховниот суд не може да си дозволи да не ги прифати бомбите како докази, но потоа се изведоа процеси во кои преслушуваните разговори се маргинализира. Последниве години делот предметите застареа, особено и после измените на кривичниот законник. Делот судските случаи беа преквалификувани. За каква правна сигурност може да говориме во ваква ситуација? Тоа е оној елемент кога друга власт ќе упадне во работата на судската власт и се што сработи у судот ќе отиде низ вода, така да кажам. Упадот со измените на кривичниот законник во постапки кои што беа пред судовите нанесе голема штета за која тешко можеме да кажеме кои се последици ќе ги гледаме. Едно е, и тоа е урнисување на интегритетот на судството, ако сакате.
кога еден предмет се работи, се сработува и одеднаш со упад во казнената политика на една земја, вие рушите се што било претходно сработено и она што треба да се сработи од она што се случувало во делот на злоупотребата на службената положба или од корупцијските предмети. Јас не ги врзувам, не ја врзувам оваа измена на кривичниот законник само за предметите и за постапките кои што вие ги кажавте, туку генерално на креирање на една политика на неказнивост за одредена категорија на граѓани, не за сите граѓани, која креира незадоволство кај обичниот граѓанин кон судството, бидејќи кога вие ќе кажете предметот застарел заради измените на кривичниот законник, мора да го примениме ние подобриот закон, во овој момент перцепцијата е дека судот ја донел одлуката. Ама судот мора да го почитува законот кој што е во сила. И затоа кога се прават такви краткорочни упади кои што нанесуваат штета од размери кои тешко е да ги предвидите, последиците пак паѓаат на грбот на судството. Па ние слушавме повикувања дека измените се направени затоа што судовите постапувале бавно, а од друга страна тие кои што постапувале бавно и не ги решавале предметите, остануваат неказнети. Господја Лазарова Трајковска, деновиве, односно неодамна се вративте од Германија, државте обука за суди и обвинители. Кои се столбовите за добрева во правосудниот систем во Европската Унија и зошто и после низа години нема ништо или се заборавија препораките на германскиот правен експерт Прибе. Нема ништо од трите Р. Реформи, реформи, реформи. Па еве имаме најава за реформи. И јас би сакала да верувам дека се искрени овие најави за реформи. Колку години зборуваме за реформи? Ние сме систем во градење. Тоа не може туку така преку ноќ да се промени. Важно е она што се изградило да не се руши, како упадот со кривичниот законник. Не може ако вие сте тргнале во одреден правец и одеднаш со некакви популистички мерки да срушите се што претходно сте подготвиле. Јас верувам дека препораките на Прибе се тука. Тие провејуваат и низ извештајот на Европската оценска комисија. Европската комисија со годишните извештаи постојано не предупредува дека не ни се добри реформите во судството, дека како и да не се отпочнати како што треба. Вие ме вративте на моите предавања во Европскиот правен институт и во Европската академија за обука на суди и обвинители. Јас таму држам предавања на обвинители, суди и адвокати од Европската Унија. Разликата меѓу нив како слушатели, како луѓе кои што сакат да научат и публикумот кој што понекогаш на конференции и настани го имаме тука, е во тоа што таму чувствувате искрена посветеност и искрена фокусираност на тоа да се научи, да се дознае, да се примени, да се спореди. И мислам дека тој дел кај нас останува да фали. Добра, квалитетна, здрава обука не само на суди и обвинители, туку и на адвокати, на полицијата, за да функционира целиот систем од предистрага, истрага во судските постапки. Да завршам со тоа што вие завршивте во делот на препораките на Прибе, тие се тука. Реформите кај нас мора да започнат на цврсти и здрави столбови. Прво, имаме проблеми со слабата образовна подготвеност на луѓето кои што доаѓаат во професиите, и во судството, и во обвинителството, и во адвокатурата, па ако сакате и во новинарството.
бидејќи новинарството е составен дел на борбата против корупцијата и против криминалот. Без отворено, транспарентно, без истражувачко новинарство, многу работи ќе останат неотворени, неспознаени, недознаени. Од друга страна, судството исто така мора да се профилира на начин да биде уште поотворено и уште потранспарентно во она што успева да го сработи. И јас верувам и во еден друг аспект важен за реформите на правосудниот систем. Мора да постои диалог меѓу трите власти: законодавната, извршната и судската. Не може извршната власт да предлага закони врзани за судството, а да не го чуе гласот на судството. Не може законодавецот да донесе брзи и кратки во скратена постапка закони кои што го орнисуваат судскиот систем. Значи, диалог меѓу институциите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Молам, ми беше задоволство. Мирјана Лазарова, трајковска судика во Врховниот суд, поранешна судика во Уставниот суд, 9 години ги помина во Европскиот суд во Страсбург. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со следните содржини за овој издание на Тренинг. Следете на